Ема, ние не го скршивме, туку најдовме скршен. Ама ќе го поправим. Николче. Не, морам сега ми ја снели. Ало, Илија? Здрава, живо, другар, како си? Да, имам жална вест. Па, некој од децава го има стапнато роботчето и... Ко да ти кажам, скршено е, нефункционално цело. А кога? Одлично нас ни се најде. Прекрасен изуме ова. Значи, треба да го има во секоја училница во основно. Па, дури и во средно. Навистина? Ајде, едва ја чекам. Ајде, се слушаме. Чао. Супер. Што е за денес? Опа, некој работел на домашната за пантомима. Прашувам дали може и ние да учествуваме. Само кимнете со главите. Па, треба многу добро да глумите за да разбираме што правите. Ја торта. Многу голема торта.
Вие тортичка си јадете, а не викате, а? А ние немаме друга работа, па ќе го земаме подарокот од пред врата. Тотално не е фер. Тотално. Па јас не го дојадов. Дечки, Васина беше тортава? Не знаеме, ни ја подарија. А што ќе правиме со сите овие остатоци од тортата? Дички, а што се случило со Робомак? Мислам дека никогаш нема да дознаеме. Ама можеме да дознаеме што има овде во завитканава кутија. А што ако е тоа некој изненадување? Па некој кулван така да ни скокне таму? Са пашаме такви работи. Ако сакате, јас ќе го отворам. Не дека нешто ни е страф, ама ете, отвори го ти. Можем и јас. Па ако сакаш ти отвори го. Ама кој веќе прва си кажа оди отвориме? Роботче, еве замена. Ако нешто се уништи, нешто побаво ќе се изгради. Нема, ти така кажа. Така е. И вистина, многу е поубав роботов. А другар ми кажа дека ова е најновиот модел. Само Само дали ќе работи боле, ќе видиме. Дали ќе работи по-добро? Дали ќе работи по-добро? Добро. Ема, ние сакавме да снимаме неколку шоу бизнес вести. Можеме? Секако дека може. Кој е прв? Јас. Акција. Том Холенд, глумецот што го игра Спајдермен, бил Стоп. Ајде од почеток. Том Холенд, глумецот што го игра Спајдермен, бил жртва на врсничко насилство затоа што посетувал часови по балет. Глумицата Дженифер Анистон, поранешната супруга на Бред Пит, тренира боречки вештини. И исто така е многу близок пријател на Адам Сандлер. Глумецот Кеану Ривз во филмот Џон Вик, тој тепачката во ноќниот клуб ја снимал истиот ден, ја научил истиот ден кога требало да се снима. Исто така тој Стоп. Ајде почеток, да. Океј. Може. Глумецот Кеану Ривз во филмот Џон Вик, тој сцената со тепачката во ноќниот клуб ја научил истиот ден кога требало да се снима. И не само тоа, тој додека ја снимал целата сцена имал температура од 40 целзиусови степени. Ајде, кој е следен? Седни. Елвис Пресли глумил во 31 филм и 2 документарци. Главниот лик во филмот Железниот човек, Тони Старк, всушност вистински постојал во првата половина од 20 век. Вистинскиот Тони Старк всушност бил генијалец и на 15 години ја превзема фирмата на неговиот татко. Мене кој ќе ме снима? Еве јас, другарки. Ајде, може? Акција. Некогаш можеби најинтересниот пар во Холивуд, Анџелина Џоли и Бред Пит, освен што се одлични актери, тие се лиценцирани пилоти на авиони. Супер. Зендеја станала вегетаријанец на 11 години. Поради тоа што татко ја објаснил од каде всушност и како се прави месото, и таа поради големата љубов кон животните се откажала да јаде.